Драги гледачи, наш денешен гостин во емисијата Телеспорт е другарот Киро Прошев, секретар на Сојузот на организациите за физичка култура во Штип. Индиректен повод што ние го поканивме во нашето студио, вас ве запознавме, друже Прошев, со тоа, е донесувањето, престојното донесување на Законот за физичка култура. Реков индиректно, затоа што, колку што нам ни е познато, вие во Штип подготвувате самоуправна спогодба со која сакате да обезбедите финансирање на спортот и физичката култура во Штип пред донесувањето на законот. Зошто го правите тоа? Самоуправната спогодба ја донесуваме заради тоа што за неколку месеци веќе ќе испадне законот. Меѓутоа сакаме да го и предхитреме законот. Сташно законот ќе представува и оваа наша самоуправна спогодба, бидејќи средства за физичка култура се издвојуваа во Штип, но овие средства се дава по разни канали. Меѓутоа сакаме на еден начин да овие средства се добијат преку оваа самоуправна спогодба за фондот за финансирање на физичката култура. Од каде потекна оваа иницијатива за оваа самоуправна спогодба? Оваа иницијатива потекна од Сојузот на организациите за физичка култура, бидејќи последните неколку години физичката култура во Штип некако да стагнира. Иако средства се добиват, мораше да се иде на широк аудиториум за да се обезбедат средства за нормално одвивање на физичката култура. Заради тоа, Сојузот на организациите преку општествено-политичките организации и работните организации мора да се состанат и да се изнајде еден стален инструмент, стален извор на средства за физичката култура. На каков одзив најде таа ваша иницијатива во работните организации, во општествено-политичките организации и така натаму? Најголем одзив имаше во општествено-политичките организации, Сојузот на организации за физичка култура, Советот за физичка култура и работните организации, бидејќи и работните организации го бараат овоа, заради тоа што средства тие дава, но не знае каде ги дават. Со оваков начин на давање на средства, веќе се знаат средствата во што ќе се утрошат и за кои спортски грани делатности. Колку средства, колку пари вкупно во еден апсолутен износ приближно ќе обезбедите вие со оваа самоуправна спогодба за спортот во Штип? Со оваа самоуправна спогодба ќе обезбедиме средства негде околу 160 до 180 милиона стари динари. Од тоа тие средства ќе треба да се издвојат 25% за изградба и одржување на спортски објекти, бидејќи на Штип му недостасуваат дворани од отворен и затворен тип. Другите средства ќе се трошат за малите спортови и за фудбалот. На крајот кажете ми уште ова, што ќе стане со оваа самоуправна спогодба оној момент кога ќе биде донесен законот за физичката култура? Со донесувањето на законот за физичката култура, оваа самоуправна спогодба всушност ќе прерасне во заедница за финансирање. И законот ништо повеќе нема да биде него ова кој во самоуправната спогодба, бидејќи секој општинско собрание на свој начин ќе си донесува проценти за нормално одвивање и за собирање на овие средства. Практично вие сте почнале да го реализирате законот пред тој да биде донесен. Да. Ви благодарам. Веќе трета година поред, учениците од 8-годишните и средните училишта од Скопје и околината се опфатени во надпреварите што ги организира Сојузот на училишните друштва за физичка култура на Скопје. Атлетиката, гимнастиката, ритмичките вежби, пливањето, ракометот, кошарката, одбојката, фудбалот и смучањето се спортовите што во оваа учебна година заангажира околу 25.000 млади луѓе и 100 наставници по физичко воспитување. Оваа акција по иницијатива на Друштвото на педагозите по физичка култура започна само пред 2 години. Дури 1971 беше наречена пробна и пробата наполно успеа. Затоа зборува бројката од 43 на стартот пријавени училишни друштва со над 10.000 ученици.
Денес во Сојузот членуваат 72 вакви друштва, а постојните училишни сали за физичко воспитување се претесни за младите кои само искуството ги дели од вистинските спортисти. И овде се одвива по некаков ред. Ништо не му се препушта на случајот. Во финалните борби место има само за најдобрите. Се тргнува од меѓуоделенските дуели за прекузонските или меѓуучилишните надпревари да се стаса до третата фаза, републичките или меѓузонските надпревари. Оние од втората фаза се одвиваат преку целата учебна година, од септември до мај, имајќи свој есенски и пролетен дел. Деновиве ќе бидат познати победниците од финалните борби не само на подрачјето на Скопје, туку и во Битола, Штип, Титовелес, Куманово, Тетово, Охрид, Струмица и во Кочани, а веќе е познато дека меѓузонските средби ќе се одржат на 5 и 6 мај за средните, а на 12 и 13 мај за основните училишта. Битола ќе биде домакин на кошарката, Гевгелија на ракометот, Куманово на одбојката, Тетово на фудбалот, а Скопје на гимнастиката и на атлетиката. Тоа ќе биде и крајот на акцијата за оваа учебна година, а во септември се од почеток и сосема сигурно помасовно и поквалитетно. Телесната активност е животна потреба на секој човек. Незиниот интензитет е во непосредна врска со годините на староста и со обемот на работните обврски. Не помалку се важни и активностите што треба да се обезбедат во областа на физичката култура меѓу студентите. Универзитетот треба да создава се поголеми можности за телесна активност на студентите, но досега во овој поглед во Скопје се направени сосема скромни напори и тоа само на медицинскиот и економскиот факултет. Воведена е задолжителна настава по физичко воспитување во првата година и тоа со 2 часа неделно. По овој пример треба да тргнат и сите други високошколски институции. Меѓутоа, од она што го видовме на овие факултети, можевме да констатираме дека активноста се изведува под многу лоши услови, многу полоши од сите други универзитети во Југославија. Нема сали и реквизити, нема доволен број високостручни наставници, ниту пак терени за изведување на наставата. Во универзитетот од вкупно 25.000 студенти со телесно вежбање активно се бават околу 1600 и тоа вклучувајќи ги оние што се членови на одделни спортски организации. Во основа активноста на студентите од овие два факултета се одвива во изнајмените сали на Друштвото за телесно воспитување Партизан или на одделни отворени терени што ги имаат факултетите. Но сепак интензитетот на наставата и бројот на часовите што се предложени за физичката култура не влијаат доволно врз активирањето на органите и органските системи. Потребно е да се овозможи континуиран секојдневен процес на организирана телесна активност и вон часовите за телесно воспитување, бидејќи само на таков начин можеме да бидеме сигурни дека тоа ќе има позитивно влијание врз големувањето и подобрувањето на психофизичките способности на студентите. Ако знаеме дека на нашиот универзитет од 14 до 16% од студентите се занимаваат со организирана телесна активност, а другите времето го поминуваат во кафеани, диско-клубови или стоејки по тротоарите, тогаш ова со сигурност представува многу опасен вакуум од телесна неактивност, што ќе се продолжи и понатаму откако ќе станат работници во активниот процес на производството.
Тоа крие непобитна опасност од смалување на функционалните физички можности, што се непобитен предуслов како за подобро здравје, така и за повисок степен на производство, а од друга страна се создаваат луѓе кои не може да одговорат на најголемата обврска да се вклучат во општонародната одбрана на нашата земја. Немањето на објективни услови за изведување на наставата по физичко воспитување во склопот на високостручните институции не мора секогаш да биде изговор дека оваа активност не може подобро да се организира. Денес, во Скопје, каде што се лоцирани најголемиот број од факултетите и високите школи, има голем број сали во училиштата и во Друштвото за телесно воспитување Партизан, како и саемските хали, кои за жал многу малку се користат. Работниците од Волнарскиот комбинат Тодор Циповски Мерџан од Тетово не само што успеале да го афирмираат овој колектив по квалитетот на производите, туку на спортските игри што секоја година се одржуваат во разни градови на нашава земја, познати по својата текстилна индустрија, како Белград, Ново место, Травник, Крапина и други, секогаш освојуваат високи места во разни спортски дисциплини. Годинава таа така наречена текстилијада од 1 до 3 јули треба да се одржи во Тетово. На овој масовен собир, на кој работниците од овие фабрики ќе покажат колку се тие и спортисти, се поканети околу 200 текстилни колективи од земјава. Фудбалот, атлетиката, ракометот, одбојката, кошарката, пингпонгот, стрелањето и шахот се спортови кои на овие надпревари, па и на општинските работнички спортски игри ангажираат околу 140 работници надпреварувачи во машка и женска конкуренција. Тоа претежно се млади луѓе, чии години со себе ги носат и овие резултати за кои добиваат и посебни признанија, пехари, дипломи и спомен плакети. Илинка, Верица, Стојна, Снежана, Милена, Кире, Јорде, Свето, Митко и другите со восхит зборуваат за нивните успеси. Но тој восхит поминува и во лутење и замерка што во нивниот колектив со 4500 работници сето тоа е оставено на еден нивни другар, работник и голем љубител на спортот. Тоа е Мирослав Спировски Мики, кој самоиницијативно е организатор на целиот овој спортски живот. Сите се сложуваат со тоа дека во еден толку голем работен колектив треба и мора да има организирана рекреација за која ќе се грижи референт за рекреација. Човек што ќе ги активира и другите, постарите другари. Барањето на група жени од овој колектив во Друштвото за телесно воспитување Партизан да им се организираат часови за рекреација, нека биде само почеток кон решавањето на најсуштественото прашање, масовното организирано рекреирање на работниците. Домот што го имаат на Попова шапка ќе го направи достапен за сите работници. Дури тогаш велат тие, ќе видите каква ќе биде нашата продуктивност и колку ќе се смалат одсуствувањето од работа поради болест. Имаат право. Тоа го докажала современата медицина.
Низ историјата мечот бил и оружје, но и символ на достоинството и честа. И денеска повеќе како украсен предмет е и на појасот на видни академици бесмртници, чие единствено оружје е духот и остриот научен, литературен, уметнички збор. Па од сева ова понешто има и во спортот наречен мечување. Можеби и заради сите овие елементи, благородноста на мечот се преточила во спортски надпревар, борба со вештина, респект и ферплей кон противникот. Тие се верни поклоници на овој спорт. За многумина од нив, пријателите не знаат дека се мечувалци. Едноставни се, како и сите нивни другари, можеби повеќе романтичари. Ги има околу 30 во мечувалскиот клуб Работнички, формиран уште во 1950 година. Како успеаја предходните генерации и оваа генерација да ги излепат овие ѕидови со толку плакети, пофалби и да освојат бројни пехари и шампионски титули. Ги бие глас дека се секогаш втори во екипна конкуренција. А не е мала работа да се биде вице шампион меѓу 15 југословенски екипи и тоа 10 пати поред. Многу простор ќе ни треба за поединечните успеси, да ги наброиме само некои од нив. Анастасов, првак на нашата земја, 1967 година. Ристевски, најдобар во меч, 1968, 69, 70 и 72. И прво место во флорет, 1970 и 71 година. Вајович од 1958 па се до денес еден од најдобрите во сабија и така натаму. Признание за вредноста на Работнички, тренер Шуманов е селектор на југословенската репрезентација. Во салата на средношколскиот дом Томе Стефановски Сенич се неколку фотографии од почетокот. Од првата генерација, меѓу кои беа Николовски, Радовановиќ, Котник и Петрушевски, на спортот му остана верен Радовановиќ, денес претседател на клубот. Се разбира и сегашните членови знаат за придонесот на оперскиот пејач Радовиќ, кој многу направи за подемот на мечувалскиот клуб Работнички. Но сите тие живеат и со сегашните проблеми. Пред оваа беа гости во 5 други сали за последниве 2 години. И средствата се мали, само 1/3 од потребите, а опремата е скапа. Бесплатната карта на железницата е олеснителна околност. И покрај 7 години ветувања, имаат само една застарена апаратура. Секоја година го организираат турнирот на солидарноста и имаат желба тој да прерасне во отворено меѓународно првенство на Југославија. Како организираат без доволно средства, тие самите знаат. Ентузијазмот е поголем од се. Сами купуваат и опрема за мечот да не ргјоса во единствениот клуб во Македонија. Традицијата е пренесоа и на најмладите членови. Наместо довидување, ке се видиме можеби со нив на некоја наша планина. Најдобри другари, сите се и вредни планинари на друштвото Китка. Потребна им е кондиција, простор и воздух и тоа им е најубавата награда, а ракавицата ја фрлаат во лице на противникот само во спортскиот надпревар на планшата.